Програмата за зачувување на природата во Македонија, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка во координација со Фармахем Скопје и Центарот за развој на Источнопланскиот регион, продолжува со имплементирањето на втората фаза. Главната нејзина цел и понатаму е зачувување на уникатната биолошка разновидност и природните екосистеми, преку одржливо управување и користење на природните ресурси со посебен акцент на брегалничкиот регион. Посебен акцент ќе се даде на два производи, како што е медот, нешто што е многу значајно за овој регион, како потенцијал за подобрување на социоекономските услови за живот, и секако оризопроизводството, гранка која што е многу значајна за локалното население. Програмата ќе ги поддржи овие две гранки, првично во подобрување на начините на практикување, во смисла на намалено користење на хемиски препарати во производството, контролирана употреба на водата, ресурс кој што ни е многу значаен, обуки, јакнење на капацитетите и наоѓање на начини за подобрување на пласманот на овие производи. На презентацијата на втората фаза од проектот во Кочани беше речено дека еден од главните очекувани резултати е подобрување на статусот на природните вредности со прогласување на така наречени заштитени подрачја. Анализите кои што ги направивме во првата фаза покажаа дека регионот навистина изобилува со природни вредности кои што бараат посебен третман за нивна заштита, затоа што воспротивно сите други активности од економијата, енергетиката и така натаму можат да имаат неповратни последици по природните вредности. Продолжувањето на активностите од програмата за заштита на брегалничкиот регион се реализира во соработка со Центарот на развој за Источнопланскиот регион, а финансиската поддршка во наредните 4 години е на швајцарската влада. Наредната фаза исто така ќе трае 4 години со вкупен буџет од 3,8 милиони швајцарски франци. Донаторот е истиот, Швајцарската агенција за развој и соработка, преку националниот координатор на програмата Фармахем од Скопје. Стратешки партнер е повторно Центарот за развој на Источен плански регион, а партнери во програмата се Министерството за животна средина и просторно планирање, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, Шумарскиот факултет од Скопје, Македонското еколошко друштво и Македонски шуми. 11 општини и граѓанските здруженија од регионот до 2020 година ќе имаат можност да добијат поддршка за реализација на активности што се во рамките на изработените стратешки и плански документи за брегалничкиот регион, како основа за одржливо управување со природните ресурси и негов развој.